Гостин во вестите на телевизија Нова е универзитетскиот професор Оливер Андонов, со кој ги анализираме сите случувања по 27 април. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре недо, благодарам на поканата. Професоре, на почеток би сакала да ги искоментираме оние најави кои доаѓаат од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев дека ќе прави целосен реизбор на судството. При тоа, можно ли е да се случи тоа? Можно ли е да ни се повторат 90-тите? Со оглед на тоа што ВМРО-ДПМН е прилично децидно дека нема да подржи ваков потека, знаеме дека без двотретинско мнозинство во собранието тоа не може да се случи. Значи, без разлика на тоа што ВМРО-ДПМН нема да подржи вакви состојби на буквално уривање на судството, бидејќи Заев не најави само промена на судиите, реизбор на судиите, туку и реизбор во правосудството, што веројатно ќе ги опфати обвинителството и други органи на правосудството. Јас мислам дека нас многу работи не ни се веруваше дека е возможно да ни се случат, а веќе ни се случија, така што сето она што Заев го зборува, многу е возможно да се случи и многу е возможно тој на било каков начин, па дури и со упад во системот да направи некои противуставни работи. Имавме добра прилика и добра можност всушност да видиме како Социјалдемократскиот сојуз го урива уставот на очиглед на сите граѓани на Република Македонија и да истото тоа биде признаено од неговите западни ментори. Така да, доколку се обиде и оваа на сила да го прави, јас лично не би бил изненаден. Јас повеќе би апелирал до јавното обвинителство да покрене постапки за досега сите направени прекршоци на уривање на уставот, законите и деловникот за работа на собранието, што можеби ќе изгледа и доста превентивно ќе влијае во однос на идеите на Заев да презема други чекори. За жал, човекот се чувствува осилен како марионета на други држави и за други интереси работејќи против сопствениот народ и е подготвен да преземе и вакви работи, така да јас го оставам настрана законот и уставот кој предвидува на кој начин се врши избор на судии, да Заев направи понатаму некои прекршување на законот и уставот, имајќи го искуството кое веќе го видовме во минатото. 27 април донесе пресврт на политичката сцена во Македонија и сведоци сме на едни други случувања во државата со изборот на Талат Џафери. Народот влезе во собрание. Веднаш после тој 27 април почна да се водат внатрепартиски дебати. Универзитетски професори, вие меѓу нив со свој став се огласивте на социјалните мрежи, сите отворено јасно зборуваат за тоа во каква позиција е ВМРО-ДПМН и Никола Груевски постапија ли пратениците од ВМРО-ДПМН правилно тој ден во парламентот? Со оглед на тоа што имаше реакции на социјалните мрежи дека после сето тоа народот се чувствува како да е оставен на цедило од ВМРО и од пратениците, но и од Груевски. И тоа всушност не беа само реакции од граѓаните, туку за истото обвинуваше и лидерот на СДСМ и социјалдемократите. Најпрво морам да кажам дека вообичајно немам навика да го користам Фејсбукот за изразување на ставовите и давање постови, но едноставно сметав дека тоа е најдобар начин да ги кажам моите ставови по прашањата кои се случуваа на 27 април и потоа. И тука морам да напоменам дека ВМРО-ДПМН беше доведено во состојба да биде обвинет за нешто за што не одговараше, всушност, зашто немаше организација негова. Тоа го тврдам многу одговорно, бидејќи како дел од луѓето кои протестираа во рамките на движењето за подобра Македонија, немаше ниту партиски обележен, ниту партиска организација за излегување на луѓето на улица, и тоа го гледам и денеска продолжува по иста тенденција, но многу е симптоматично кога Зоран Заев како лидер на СДСМ се јавува во улога на објаснувач кој е виновен за тоа што се случило во собранието на 27 април. Зошто е симптоматично? Затоа што неколку пати веќе досега се напомена. Се работи за исклучително сценарио кое на 27 му беше наметнато на ВМРО-ДПМН и лично сметам дека во тој миг дел од раководството на ВМРО-ДПМН не успеа да се снајде и да ја процени состојбата што тоа Социјалдемократскиот сојуз со нивните
спонзори, односно со чадорот испланирал да направи за да предизвика конфликт. Да бидеме на чисто со една работа. Тоа што се случи на 27 април во собранието, најмалку му е од интерес на ВМРО ДПМН. И токму затоа и се провоцираше да се случи нешто такво, за да може да се избијат сите уставни, законски, деловнички, релевантни факти кои се на страната на ВМРО ДПМН, на страната на Република Македонија. Во овој случај ВМРО ДПМН не го делам од граѓаните на Република Македонија и од Република Македонија, односно интересите на Република Македонија. И токму затоа беше злоупотребено, односно сценариото беше наметнато, проблемот кој настана, односно неснаоѓањето на дел од раководството на ВМРО ДПМН е да навремено, условно кажано, реагира, иако можеби и немаа начин како веќе да реагираат во една таква ситуација, предизвика да народот самоорганизирано влезе во собранието, се случи тоа што се случи, но тоа му беше од рака на Заев да се прикаже себе си како жртва. Значи, ние имаме класично вртење на перспективите на гледање на работите кои се случуваат во политиката во Македонија последните неколку години. Прво, Заев кој има обвиненија за не знам колку кривични пријави, кој беше аболициран, кој имаше обвинение за пуч, кој организираше пуч со уцена на државното водство, кој соработуваше со странски служби, на кого му се докажа со факти многу работи, преку чаушот, фабрика, пуч, нели, глобал, не знам, 1 евро за вицето, 1 евро за црквата и така натаму. Значи му се докажа се. Стефче Јакимовски излезе со документ од Заев потпишан во кој му бара мито. И никој за тоа не покрена ништо, односно тоа што е покренато во еден дел. Заев како докажан криминалец сега ја сврте перспективата, викајќи по некого држете го крадецот. Истото тоа го направи на 27 април, вртејќи ја перспективата од неговото уривање на уставот и законите во Република Македонија, да ние не расправаме за уставните процедури и прекршувањето на уставот и законите и деловникот за работа, туку сега да зборуваме за тоа дали било исправно, не било исправно, што се случувало на 27 април со граѓаните кои беа испровоцирани и изреволтирани поради тоа што Заев им го правеше со месеци назад, да не кажам и со години. И одеднаш се префрлисме на една дебата внатре во ВМРО ДПМН. Проблемот во Македонија не е ВМРО ДПМН, проблемот е Заев и неговата врхушка во СДСМ, која всушност сака да владее со Македонија со помош на странци, со помош на странски интереси, како марионетска влада. Како тоа ќе се одрази на Македонија, а нема позитивно да се одрази, не очекувам позитивен одраз ни на Македонија, ни на македонскиот народ, ќе имаме прилика веројатно да го видиме, бидејќи еве што најавува. Најавува реизбор на суди, односно... Ја зајакна ли Заев својата позиција во коалицијата со албанските партии после 27 април? Тој никогаш нема да ја зајакне својата позиција во однос на албанските партии. Тој едноставно ја зајакна својата позиција по однос на спроведувањето на сценариото кое од надвор му беше напишано. А во тоа сценарио се дели албанските политички партии. Значи, тука нема зајакнување, Заев не е моќен да ги зајакне позициите кај албанските политички партии. Тој е испорачувач на интересите на политичките партии на албанците во Македонија. Би сакала да се осврнеме и на специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева денеска во една изјава вели дека очекува да се продолжи мандатот на оваа институција. Очекувате ли вие собранието да им го продолжи, да го продолжи мандатот на Катица Јанева и на нејзиниот тим обвинители? Значи тоа пак ќе представува ново прекршување на со оглед на тоа што и за ова е потребно двотретинско мнозинство. Тоа пак ќе представува некое ново прекршување на законите, на уставот и така натаму. И не случајно Катица Јанева тоа го побара, бидејќи ние го знаеме тоа барање одамна, сега долго време ја немаше, не се појавуваше многу во јавност неколку недели, сега одеднаш пак исплива, значи точно можеме да следиме како изгледа координацијата на активностите на чадорот по однос на работата на специјалното јавно обвинителство и работата на Социјалдемократскиот сојуз, па и политичките партии на албанците во Македонија, првенствено тука мислам на Села и на Дуј. Тоа е само уште еден момент уште една алатка на притисок врз ВМРО ДПМН со намера да се притисне ВМРО ДПМН да биде така наречена конструктивна опозиција, односно безгласна буква во парламентот. Да се доведовме во краен апсурд во кој
победничката политичка партија на избори, најголемиот број пратеници, 51 пратеник во Македонското собрание од коалицијата на ВМРО ДПМН, станува присилна опозиција и се присилува да биде конструктивна во уривањето на сопствената држава. Во однос на мандатот кој Зоран Заев го очекува од председателот Иванов, веќе од утре можно е да побара средба со шефот на државата и да оди, како што вели, да му ги даде гаранциите дека ќе зачува унитарноста на земјата. Очекувате ли председателот Иванов да му го даде мандатот и дали Заев ќе го увери дека ќе зачува унитарноста на државата или пак очекувате и без мандат мнозинството да формира влада? Тука се поставува едно прашање како тоа Заев ќе го увери председателот дека ќе ги гарантира суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, а цело време не сака да ја каже реченицата која е формула за да го увери председателот, а тоа е јавно излегување на медиумите и јавно кажување и потпишување на сопствена изјава пред медиумите, во која ќе стои една реченица: јавно се откажувам од спроведување на тиранската платформа и сите нејзини точки, односно ќе го чувам и бранам територијалниот интегритет, суверенитет и унитарноста на Република Македонија. Толку, нема повеќе што. Тоа треба јавно пред јавноста да се каже, да се напише една изјава формална во која тоа ќе го гарантира. Јас не очекувам дека Заев тоа ќе го гарантира, бидејќи со таквата гаранција ќе падне договорот кој го има со политичките партии на албанците во Македонија. Од овој аспект, јас не можам да знам што ќе се случува понатаму и под каков притисок ќе се доведе председателот на државата, но по не знам кој пат кажувам јас да сум на местото на Иванов, јас со било каква негова пишана изјава или не знам јас гарантирам унитарност и такви некои флоскули, јас не би му го дал мандатот од разбирливи причини. А доколку се истапи вака јавно, тогаш доаѓаме се враќаме на онаа позиција која и ВМРО ДПМН му ја понуди. Откажи се од тиранската платформа и ние ќе ти ги дадеме 51 пратеник да формираш малцинска влада под услови како ќе се договориме секако. Барањето на албанците јасно, мислам, отворено се говори во јавноста и портпаролот на ДУИ Бујар Османи и пратеници од оваа партија, но и пратеници од БЕСА отворено говорат што бараат тие од Заев да им исполни. Кога ќе се формира владината коалиција, може ли да очекуваме дека ќе се зголемуваат тие барања и дека постојано ќе му се става на маса на Заев некој ново барање и колку тој притисок ќе може да го издржи лидерот на СДСМ? Прво и основно тие не му укажуваат и не му кажуваат што бараат од него, тие веќе му кажале што бараат за да може да добие подписи за прикажување на мнозинство во парламентот и формирање на влада евентуално. Со формирањето на владата и влегувањето во министерствата, секако дека ќе бидеме многу далеку и од онаа што декларативно СДСМ го кажува како владина платформа, бидејќи ќе се доведеме во ситуација каде што тие кои ќе бидат во владата, значи ќе си ја тераат својата политика, бидејќи тој во сам старт на почетокот со тоа што го договорил со нив да му дадат мандат, да го поддржат за формирање влада, им ветил дека ќе ги оствари нивните барања. Од тука натаму тие ќе си ги спроведуваат своите политики, барем во оние министерства во кои ќе бидат и на оние позиции на кои ќе бидат така како што тие мислат дека треба, не како што замислил, да кажем, условно Заев во она негова квази владина платформа за работа. Очекувањето да побараат и нови, дополнителни, да го условуваат со дополнителни барања е сосема реално и нормално. Ние тоа го имаме како искуство, свртете се наназад 25 години од осамостојувањето на Македонија. Постојано се бара нешто и постојано нешто се измислува дека е, значи не постои рамка буквално во која ќе се движиме. Па Охридскиот рамковен договор беше рамка во која треба да се движиме. Заев самиот кажа дека ќе ги надмине тие рамки. Од тука натаму влегуваме на една ширина, така да кажам, во која може секој да бара што ќе посака. Веројатно Заев и ќе даде се што ќе му побараат само за да остане на власт. Талат Џафери најавува дека седницата ќе закаже откако Зоран Заев ќе добие мандат. Останува да видиме што сега ќе се случува со локалната самоуправа со оглед на тоа што зел си Министерството за локална самоуправа побараа собранието да го реши проблемот кој го имаат општините. И Уставниот суд побара, да. Што очекувате сега во наредниот период да се случува во собранието?
што очекувате всушност од коалицијата на ЗАЕВ со албанските партии, а што очекувате од ВМРО-ДПМН и како да се однесува? Има една работа, односно тоа се два аспекти кои мора да ги знаеме. Прво и основно, ЗАЕВ е решен да го прави тоа што му е наложено од надвор, а вториот аспект е што се обидува заедно со ДУИ да влезе во една приказка, односно да го вовлече ВМРО-ДПМН и председателот на државата во една приказка на условно кажано легалистички пристап. По сето она што го направија поврзано со изборот на Талат Џафери за председател на собранието, тие сега ќе се обидат да направат пристап на легализам. Значи, доколку председателот им даде мандат, тогаш што притисок од Запад, од не знам од каде, не знам со кои формули и начини на политички, личен, не знам каков притисок, да го принудат ВМРО-ДПМН да учествува во целата таа забава, така да кажам, што ќе се одвива во парламентот и на тој начин на насилно формирањето и противуставно формирањето на владата на ЗАЕВ да и дадат легитимитет. И доколку председателот на државата не го даде мандатот, тогаш ЗАЕВ ќе се обиде на сила тоа да го направи. Јас можам да кажам дека секој обид, како и оној со Талат Џафери, македонската држава и македонските граѓани пред се треба да го казнат македонските граѓани на избори, а потоа секоја друга власт која ќе дојде да го казни кривично затоа што се прекрши уставот и законите на Република Македонија до најголеми граници, до флагрантно кршење на законите и уставот. Сега што може да очекуваме? Значи кажав, СДСМ ќе оди веројатно до крај, користејќи ги притисокот и моќта од надвор кој ги има, да може да врши притисок врз ВМРО-ДПМН. Јас повеќе би се свртел во оваа ситуација кон ВМРО-ДПМН. Значи, јас личен мој став е тоа дека пратениците на ВМРО-ДПМН треба да бидат свесни дека се победници на избори. ВМРО-ДПМН победи на изборите и така треба да се однесуваат во собранието. Не смее да се признае фактичката состојба на нелегално, на узурпаторско однесување на избор на председател на парламент и евентуално таков избор на влада, односно тоа треба во секој миг отворено да им се кажува во парламентот и на сите можни комисии или не знам што и да се случува, да се обидуваат да функционираат, да им се укажува на тоа дека се нелегално избрани, дека за се што работат се е противзаконито и за се ќе одговараат еден ден. Тоа е оној прв чекор кој ВМРО-ДПМН мора да го направи и вториот чекор е да се сочува и партиското и националното единство, бидејќи сега главниот терет всушност, како и што порано имам кажувано, значи спомнавте на почетокот на социјалните мрежи, историски главниот терет, главната идеологија на македонската држава и на македонската нација паѓа над ВМРО-ДПМН. И во овој историски момент во кој ние живееме, главниот терет паѓа на ВМРО-ДПМН, на нејзиниот лидер Груевски, за сочувување на македонската нација и државност со покажување решителност за тоа како и на кои начини ќе се спротивстават на Социјалдемократскиот сојуз и неговата коалиција, односно на притисоците кои од надвор ги има. И пак ќе напоменам, не смеат да заборават ниту пратениците на ВМРО-ДПМН, ниту ВМРО-ДПМН дека се победници, а тоа и народот треба да го запамти. Победник на последните избори беше ВМРО-ДПМН. Ова е по кој знае кој пат украдена победа од ВМРО-ДПМН, ме потсеќа состојбата на 90-та година кога ВМРО-ДПМН победи на првите парламентарни избори, потоа преку техничка, така наречена експертска влада, СДСМ со помош на тогаш на Глигоров успеа да ја украдат победата од ВМРО-ДПМН, да се инсталираат во власта и потоа се сеќаваме 94-та година како работеа, односно како на нелегални избори повторно победија. И јас искрено ќе мора уште само една реченица да искоментирам историски гледано наназад. СДСМ само еднаш, ама буквално само еднаш има победено на избори, тоа е 2002 година. Да напоменам, со лажни ветувања на Бранко и под услови слични на денешниве, од кој беше тогаш предизвикана војна, односно ескалација на етнополитички конфликтен процес, тогаш СДСМ победи на избори. Се потоа и пред тоа СДСМ или ги лажираше изборите, или ја крадеше победата на ВМРО-ДПМН и тоа секогаш со помош на надворешни сили, со манипулации и така натаму. Тоа ни се случи и овој. Тргнувајќи од тоа како избран Талат Џафери, со или без мандат, се поизвестно е дека Зоран Заев заедно со албанските партии ќе формира влада. Ќе го истера ли таа влада цел мандат или пак наскоро ќе имаме нови предвремени парламентарни? Видете, да ви кажам, искрено очекувам најпрво да имаме локални избори за да се разреши оваа состојба.
посакувам да имаме многу брзо предвремени парламентарни избори, што всушност беше и решението, иако желбата на Заев е да истера еден цел мандат. Сега, имајќи ја предвид неговата желба, затоа и се тепаше нели да дојде на власт толку долго, мислам дека и таа насилно формирана влада тој ќе се обиде долго да ја одржи, колку што може повеќе да ја одржи на власт со попуштање на своите коалициони партнери, односно максимуми на давање на работи кои понекогаш нема да бидат разбирливи за нас како граѓани. Но проценката за тоа колку ќе може да опстане и колку ќе добие подршка од надвор, не можеме во моментов да ја дадеме, бидејќи една од клучните мисии кои ќе треба да ја одработи Заев, за која сигурно се има нафатено, тоа е промена на името на државата. И оној миг кога ќе ги оствари целите на неговите поддржувачи од Запад, тоа едноставно ќе исчезне од политиката. Тоа е толку видлива работа, што е, не знам, навистина, мене ми е жал што граѓаните не верува во предизборието во текот на октомври, ноември месец пред изборите, кога зборуваше ВМРО ДПМН за се она што не очекува Заев да го направи, граѓаните не верува, мислеа дека тоа е некој спин. Еве, сега имаме прилика да видиме дека е така и допрва ќе се увериме, верувајте ми, во многу работи кои тој ќе ги направи на штета на државата и ќе оди на варијанта да односно неговите поддржувачи од надвор, чадорот, у буквална смисла, ќе оди на варијанта да го искористи максимално, потоа едноставно човекот ќе го снема од политичкава сцена, тој и така има доволно за живот, веројатно. Ви благодарам за гостувањето во телевизија Нова. Благодарам за поканата. Тоа беше разговорот со професорот Оливер Андонов за сите актуелни политички случувања во нашата држава.